Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Формули за поттекнување нанодианетика по природен и вештачки пат. Тоа што го правиме е одредено од тоа какви сме ние самите. Какви сме ние е одредено од она што го мислиме, а тоа што го мислиме е одредено од тоа што сме го научиле. Наученото е одредено од доживеаното. Она што сме го доживеале одредено е од тоа што не наведува на отворање, но и од тоа кој дел од себе го откриваме пред светот. Майк Венс. Мислите се толку моќни што во момент на силна емоција можат да иницираат материјализација на одредени работи со природна нанодианетика. Но ние на вештачки начин можеме преку мислата да создадеме емоции со кои ќе предизвикаме хемија за создавање се што ќе посакаме. Природниот начин на нанодианетика, што го користиме за мали и големи цели, е следниов. Првенствено се јавува емоција од нешто што не воодушевува или не разочарува. Емоцијата создава хемиска промена во телото и свеста веднаш ја регистрира таа промена. Преку законот за привлечност се раѓа желба, што е проследена со слики, додека ја замислуваме можната последица како позитивна или негативна цел. Оваа имагинарна визуализација доаѓа преку слики од мислите и ја одржува активна емоцијата, а тоа создава уште поголема хемија и зголемен проток на енергија во молекулите на телото. Таа хемија привлекува повеќе такви мисли во потсвеста, која со невидена брзина пребарува по нашето искуство поттикната од силните емоции. Потсвеста прави безброј комбинации на мислите за да создаде нови, исти или слични мисли, за да ги предложи на свеста. Уште при првата слична мисла веднаш се буди вербата дека такво нешто е реално и можно. Кога вербата ќе одлучи дали тоа е реално остварливо или не, таа го прифаќа или го отфрла замисленото. Вербата уште повеќе ја зголемува сигурноста дека тоа е возможно и уште посилно ја поттикнува секоја клетка од телото. Ако вербата добија мисла дека нешто е остварливо, веднаш ја алармира надежта и таа ја превзема командата за понатамошно дејствување. Тогаш уште посилно се буда чувствата дека тоа што се посакува е можно. Во тие моменти се буди огнена желба да се оствари посакуваното. Таа желба подразбира силно чувство на неотстапување од она што се посакува. Чувствата преку емоциите го менуваат природниот нанохемиски состав на телото и потсвеста со што се појавуваат повеќе мисли кои се претвораат во идеи, надградувајќи се на природен начин. Штом конкретизирате со силно чувство за некоја цел, тоа предизвикува дефинираност на истата, со прифаќање на најдобрите предлози за надградба и отфрлање на оние што ќе го попречат успехот. Секоја нова мисла, представена како идеја, ви буди се поголемо чувство на сигурност и ви ја разјаснува сликата на целта. На тој начин прави природен поттик за нејзино остварување. Ова чувство не принудува голем дел од денот да мислиме на нашата замислена цел. Дури навечер, пред заспивање, мислиме на тоа и со самото размислување уште повеќе ја стимулираме потсвеста да бара информации. Токму затоа ви се случило да сонувате или да се разбудите со идеја за нешто што многу сакате да го реализирате. Вакви моменти доживеал секој кога имал огнена желба да оствари некоја посакувана цел, кога бил заљубен, кога барал работа или бил решен да започне сопствен бизнис, сакал да купи автомобил, куќа, стан и така натаму. Во вакви моменти свесно ја надградувате идејата на патот кон целта. Сето ова е природен и несвесен начин на природна нанодианетика. Неа ја користиме сите, но наизразена е кај научниците, уметниците, војсководците, политичките лидери и сите успешни луѓе на планетава.
Микеланджело поминувал низ пазар каде што се продавале сите видови мермер. Видел еден прекрасен блок и го прашал продавачот на тој камен. Ако ви се допаѓа, можете да го земете бесплатно, бидејќи ми зазема место. Веќе 12 години никој не ме прашал за него, а ни јас не гледам никаква убавина во него. Микеланджело го зел каменот. Работел на него скоро 1 година и ја направил, речиси, најубавата статуа што некогаш е направена. Тоа била статуата на Исус Христос како лежи во прегратката на Марија откако го симнала од крстот. Толку вешто го изделкал тој камен, што истовремено можете да ја почувствувате Исусовата сила и кревкост. По 1 година кога го завршил своето дело, го викнал продавачот на мермер за да му покаже нешто. Продавачот не можел да им поверува на своите очи. Од каде ти е овој прекрасен мермер? Зар не го препознаваш? Го прашал Микеланджело. Тоа е истиот оној грд камен кој 12 години чекал пред твојата продавница. Продавачот се сетил на таа случка и многу се зачудил. Како си успеал да ја замислиш трансформацијата на толку грд камен во толку прекрасна статуа? Микеланджело одговорил: не размислував за тоа. Сонував дека ја изработувам таа статуа и додека поминував покрај тој камен, го слушнав гласот на Исус. Заробен сум во каменот, ослободи ме. Помогни ми да излезам. Ја видов фигурата во каменот. Направив само мал дел од работата, ги тргнав непотребните делови и ги ослободив Исус и Марија. Тие дури не знаат да ви објаснат како ја користат, но за вештачки да иницираме креација, по пат на нанодианетика, процедурата треба да претрпи измени. Редоследот на процедурата при користење на вештачката формула се разликува од оној на природната нанодианетика. Техниката е следна. Пред се, треба да се создаде последица, како цел која ќе ги создаде причините спротивно на природната нанодианетика, на здравиот ум и на науката. Најпрво ја замислувате целта на самите вие, односно вашата свест да поверува дека тоа е реално остварливо. Кога постои цел по пат на визуализирање со имагинација и креирање мисли, се создава желба за незин зачеток, убедувајќи се дека она што го посакувате, веќе го имате. Ова ја буди вербата дека желбата е реална и дека таа постои, штом умот може да ја создаде. Веднаш потоа неколку пати заблагодарете се за добиеното во сегашно време со зборовите «Ти благодарам». Овде може да се повикате на вашиот Бог во кој верувате. Овде го кажувате она што го барате. Оваа техника најдобро е да се прави навечер, во последните мигови, пред заспивање или наутро веднаш при будење. Во тоа време свеста и подсвеста се во ист процент на будност, па подсвеста безусловно ги прифаќа сите барања што и се упатени. Тоа е исто како кога пишувате на компјутер и знаете дека кога ќе изберете опција зачувај, информацијата веќе е во компјутерот. Оваа техника буди голема надеж. Кога ќе побуди силни емоции кај свеста и кога таа ќе поверува дека желбата на вистина е остварена, настанува измамата што ја правиме на подсвеста. Таа откако ќе го прифати барањето како наредба, треба да ги најде сите можни комбинации на мисли што може да ги привлече за да се оствари посакуваната цел. Воопшто не грижете се ако вашата цел е повисока. Во моментот кога подсвеста ќе го прифати тоа за наредба, таа не познава граници. Бесконечен е бројот на комбинациите што подсвеста може да ги направи за да се оствари вашата цел. Што е тоа што ја принудува подсвеста да го прави ова? Навистина неверојатно. Фокусирањето на нештата по пат на имагинација и силните емоции создаваат силна химиска реакција во организмот, која што делува на квантните честички и на невропептидите. Концентрацијата и фокусирањето на нешто, проследено со имагинација како мотивација и со силна верба и надеж, ги поттикнува емоциите, кои се главниот причинител за создавање на оваа хемиска реакција. При вакви моменти, емоциите најчесто предизвикуваат лачење на солзи или наежување.
Тоа е моментот кога подсвеста целосно ја прифаќа наредбата од свеста, поради што настанува менување на хемискиот состав во телото и мозокот. Потребно е само да се задржи чувството на сигурност дека желбата е веќе остварена и никако не смее да се дозволи да се појави сомнеж, затоа што тој само со една негативна мисла ќе го блокира целиот процес. Сигурноста ќе ја задржите со постојано изразување благодарност за веќе остварената желба на начинот што погоре беше објаснет. Благодарноста дека тоа веќе е остварено со помош на силна визуализација ќе ја задржи постојаноста на чувството дека тоа веќе го имате. Редоследот на формулата за предизвикување нанодианетика е следниот. Кога ќе се роди одредена мисла што кај вас ќе побуди желба, добро запомнете ја, запишете ја и дефинирајте ја и не заборавајте дека секој голем сон започнува со желба, тежне кон верба, буди надеж и визуализација, за да создаде организирано планирање, проследено со благодарност за остварената цел уште пред самото нејзино остварување. Не постои идеја која ќе остане нереализирана доколку доволно долго живеете со неа. Процесот на нанодианетика е следниот. Запишување позитивна афирмација во сегашно време, во прво лице еднина, како целта да е веќе постигната. Визуализација соодветна на посакуваната цел во сегашно време, како тоа да е веќе реалност. Предизвикување силни чувства како веќе да е остварена целта. Чувства кои ти велат дека ти си тоа што го посакуваш и дека си таму реално. За да се забрза процесот, потребно е почесто да се создава ментална слика, проследена со силен емотивен набој, за да може свеста да поверува во дадената афирмација и со верување во тоа да и нареди на подсвеста да ја оствари истата. Сега забележувате какво совршенство е човекот. Тој постојано може да употребува техники за кои што досега постоеше мислење дека само Бог може да ги создава и употребува. Илјадниците богови во сите вери и религии се измислени за да се поверува дека само Бог е семоќен. Сето тоа е направено со цел поефикасна и поубедлива манипулација со светот од страна на мала група моќници. Закон за привлечност. Да се добие се што ќе се посака. Не е доволно само да се знае, треба и да се применува. Не е доволно да се сака, потребно е и да се дејствува. J.V. Гете. Големите македонски филозофи Сократ, Платон, Аристотел, Питагора и многу други во своите дела го споменуваат законот за привлечност, а него денес науката го потврдува. Овој закон го потврдува и нанодианетиката, со чија помош се одредува функционирањето на мислите кај човекот. Секоја мисла е енергија со своја фреквенција. Според законот за привлечност, сличностите се привлекуваат со мислите. Истородните мисли природно имаат меѓусебна привлечност во зависност од тоа што го носат, позитивно или негативно, добро или лошо. Всушност, човекот е тоа што го мисли. Сето тоа што е некој денес претходно го видел, замислил, визуализирал. Прецизноста на овој закон е толку голема што и да се случи нешто непредвидливо, тоа е последица на однапред добро смислена активност. Кога наблюдувате некого, ќе согледате дека тоа што тој го забележува кај вас или кај другите е всушност тоа што тој го има во себе. Погледнете ги луѓето околу вас. Не мора ништо да ги прашувате, само наблюдувајте како тие се однесуваат, слушајте што ви зборуваат и што им зборуваат на другите. Тогаш, со најголема прецизност, ќе знаете што размислуваат. Според нивното однесување точно ќе знаете какви се тие. Тие денес се резултат на нивните претходни мисли, а утре ќе бидат тоа што го мислат денес. Сето тоа се нивните мисли и ничии други. Мислите се најдобриот уметник кој некогаш постоел и тие располагаат со најголема прецизност на обликување, а тоа е познато како закон за привлечност на мислите. Овој закон е апсолутно прецизен и тука нема лаги. Луѓето може да се преправаат и да ве лажат бидејќи тоа им го возможила природата,
но никогаш никого вистински не можат да излажат затоа што законот за привлечност ќе ги разоткрие. Во моментот кога лажат, овие луѓе го употребуваат овој закон, а со него не можат да ја излажат својата подсвест на која и ги испраќаат мислите. Поради тоа, таа подоцна ги казнува. Внимателно наблюдувајте ги реакциите на некој човек, неговото однесување и моменталната состојба, па точно ќе ги препознаете неговите претходни мисли, без разлика колку и да се обидува да скрие нешто. Ниеден човек не е случајно она што е. Богатиот е богат затоа што мислел на богатство и имал дефинирана цел во мислите. Тој, иако е богат, се уште не се откажува од мислата да биде побогат и не помислува на можноста да стане сиромашен. Сиромашниот е сиромашен затоа што мисли и зборува само за сиромаштија. Без разлика колку пари и да му дадете, тој пак ќе биде сиромашен. Несигурноста на неговите мисли ќе го натераат да ги потроши парите на секакви глупости, постојано мислејќи дека пак ќе снема. Секој е тоа што мисли дека е. Позитивниот човек мисли на конструктивни работи, додека негативниот мисли на деструктивни. Ништо не е случајно кај ниеден човек. Простодушниот е простодушен, егоистот е егоист, суетниот е суетен, мрзливиот е мрзлив, вредниот е вреден, среќниот е среќен, несреќниот е несреќен и се така поред. Каква било промена да направите кај некого, да го однесете на другиот крај на светот, па дури и во рајот? Ако тој не ги промени своите мисли, повторно ќе биде тоа што е и ништо повеќе. Малку луѓе го работат тоа што навистина го сакаат. Тоа се оние луѓе кои знаеле што сакаат од животот, го побарале, мислеле на тоа и така го привлекле. Ентузијазмот е најсилен двигател. Врелината на ентузијазмот е во состојба да го растопи секој проблем. Доколку е извор на сите остварувања, тој буди храброст и смелост, предизвикува самоувереност, ги отстранува сомнежите, создава енергија. Б.Ц. Форбс. Сите успешни луѓе со сета душа ја сакаат својата работа и затоа ја работат со љубов. Останатите само ја извршуваат работата што им е дадена за да екзистираат. Луѓето кои работат со љубов се успешни во нивните професии. Оние пак кои се поупорни во насочувањето на мислите кон целта, стануваат иноватори и признати научници. И обичните луѓе во најобичните професии се успешни кога постојано мислат на успех и своите обврски ги извршуваат со љубов. Не е случајно ако некој е добар готвач, друг механичар, продавач, новинар, старешина, војник и така натаму. Ниеден успешен или неуспешен човек на овој свет не е случајно тоа што е. Тоа е состојбата на претходните мисли и на ништо друго. Секој оној кој веќе ја научил оваа состојба со помош на кратка обука и со пројавување интерес од негова страна, може да работи секаква работа и да биде успешен на сите полиња. Таков човек е успешен секогаш и секаде и ќе може да се снајде во секаква ситуација, колку и да изгледа таа безнадежна. Човекот е најголемата зверка од сите живи суштества. Тој може да создава војни, но и хармонија, со помош на неговите мисли и со законот за привлечност. Оној што сака да создава војни, ќе ги привлече сите услови што му се потребни за да го создаде тоа. За војна се потребни две спротивставени страни, исто како и за расправија. Дури да постои само уште еден човек на планетава кој е наелектризиран на сличен начин, тој ќе го привлече него и ќе успее да направи конфликт. Но позитивната мисла е значително помоќна од негативната и ако еднаш се научи таа да се користи, нема враќање назад. Тешко е од лош човек да направите добар, но од добар човек кој поседува високо духовно ниво, никогаш нема да создадете лош човек. Ако лошиот човек го викнете во војна, дури да знае дека е неправедна, ќе ви се придружи. Но ако го повикате добриот човек, тој само ќе ви се насмевне и тоа е најмногу што ќе добиете од него. Еве како негативците
го употребуваат законот за привлечност за сите направени глупости на оваа планета. Обично се вели дека секоја птица лета со своето јато и затоа човекот е таков каков што е неговото обкружување. Но се што му се случува на секој човек нема никаква врска со надворешниот свет, затоа што неговите мисли ја отсликуваат неговата состојба и сето она што му се случува. Токму поради ова, не треба да обвинуваме никого за сето она што ни се случува. Секогаш бидете свесни за лошите ситуации во кои ќе се најдете, затоа што ако сте свесни за нив и ако ги разберете, тие најмногу ќе ви помогнат да пораснете на повисоко ниво. Така ќе можете да ја разберете едноставноста на законот за привлечност на мислите. Тој закон постоел уште при создавањето на првата мисла за создавање на светот. Тоа го потврдуваат и науката и религијата. Законот за привлечност на мислите од секогаш постоел, постои и денес и така ќе биде за секогаш. Сега во 21. век, кога на повидок се мирот и хармонијата, овие вредности може да бидат постигнати само со помош на овој закон, со применување на нанодиенетиката и со будење на само свеста кај луѓето. Природата и Создателот секому даваат еднаква шанса да ги промени своите мисли и на тој начин да успее да го промени и сопствениот живот во позитивна насока. Универзалната интелигенција на космосот ја поддржува секоја мисла, без разлика како е замислена и независно од тоа на кој начин е визуализирана во нашата подсвест. Внимавајте со мислите. Испраќајте чисти и позитивни мисли за да се оплодат и да ги остварат вашите копнежи. Во повеќето ситуации за изнаоѓање алтернативни патишта, природно е да има искушенија на спротивставености на позитивните и негативните мисли. Но секогаш, кога негативните мисли ќе ја превземат контролата во размислувањето, се губи рамнотежата. Тогаш негативните мисли се помногу бројни. Во вакви моменти, ние сме на фреквенцијата на негативноста и веднаш ја повикуваме. Ако сме свесни што правиме, нема да дозволиме емоциите и стравот да управуваат со нас, туку веднаш ќе испратиме војска од позитивни мисли, кои ќе ја уништат војската негативни мисли. Само вака може да се смени ситуацијата во истиот момент за работите да не се одвиваат по надолна линија. Секоја позитивна мисла е посилна од негативната. Кога позитивната мисла е поддржана со верба и надеж, тогаш таа е најопасното оружје за стравот. Негативните мисли секогаш водат кон уништување, а позитивните кон создавање успех. Негативниот принцип се помирува со поразот, а позитивниот се бори за победа. Секогаш кога го програмирате вашиот ум со одреден ментален позитивен став, тој ќе го создаде и невозможното. Губитникот никогаш не победува, а победникот никогаш не се откажува. Наполеон Хил. Потребно е само доволно долго да се задржи оптимизмот при размислувањето за да се оствари она што го барате како крајна цел. Никогаш не откажувајте се, бидејќи не постојат препреки, освен ако самите не си ги поставите. Не смее да постои променливост кога одите кон некоја цел, или одите кон успех, или кон неуспех. Но секогаш мора да ја знаете крајната цел и да бидете непоколебливи во незиното остварување. Веќе спомнавме дека секоја мисла има своја фреквенција. Од моментот кога ќе се помисли на нешто, подсвеста се впушта во потрага по бесконечен број мисли со иста или слична фреквенција за да ја реализира посакуваната цел. Тоа значи дека кога имате мисла за точно определена цел, вие правите линк со сите кои се на иста или слична фреквенција со вас. Ако сте изумител на нешто во некоја одредена област, вие се поврзувате со колективната свест на сите што работат на таа цел. Често се случува во исто време различни истражувачи, кои не се познаваат меѓу себе и се наоѓаат на различни места, да создадат ист изум. Денес во сите светски заводи за патенти, зачудувачки е тоа што кога ќе се патентира некој изум,
Во следните денови доаѓаат луѓе со слични или исти идеи без да се познаваат со иноваторот. Во историјата на човештвото има безброј вакви познати случаи. Во секојдневниот живот, кога помислувате на некого со силна желба и потреба да размените информации, тогаш се случува да зазвони телефонот и да ви се јави токму таа личност. Тоа е интуиција, односно истовремено поврзување на свесни активности без директна врска. Но поинтересно е тоа што во тој момент, пред да ви каже зошто ве бара, вие веќе ја имате неговата мисла и тој ќе ви го каже тоа што вас ви интересирало. Речиси, секогаш помислувате на некој што го знаете, правите телепатски линк преку мислите од вашата свест со неговата подсвест и кај него иницирате да ви се јави или пак директно ја добивате информацијата што ви е потребна, правејќи го истото тоа што тој би го сторил. Кога вашата подсвест добро познава некого, му ги знае постапките и решенијата, доволно е само да се поттикне подсвеста со зборовите: што би сторил тој кога би бил на моје место? Ако таа личност има решение за одреден проблем на кој сте наишле, за неколку моменти ќе добиете идеја за можно решавање на вашиот проблем на начин на кој што и тој би постапил. Ова често се случувало и е добар начин за изнаоѓање одредени решенија кои во моментот не можете да ги пронајдете. Во иднина, комуникацијата на луѓето ќе биде на се повисоко ниво, употребувајќи го токму законот за привлечност. Комуникацијата на повисоко духовно ниво може да се одвива исто како кога разговарате со некого на мобилен телефон или уште подобро кога сте еден до друг. Ова може да ви звучи чудно, но во времето кога биле измислени телефонот и струјата, луѓето исто така се чуделе и не верувале дека во иднина звукот и електрицитетот ќе се пренесуваат безжично. Со откривањето на наногенетиката, таа по научен пат го докажува законот за привлечност, кој функционира со поврзување на подсвеста со универзалната интелигенција. Денес има супериорна технологија што се користи за обработка на квантните информации во најразвиените земји во светот. Русија е земја во која што развојот на нанотехнологијата е ставен на второ место веднаш по развојот на енергетиката. Таму се применува нанотехнологијата за испитување на поситните квантни честички, поточно на фотоните што се содржани во нив. Фотоните како честички на светлината се составен материјал на универзумот. Од светлината што патува кон Земјата, може да се уловат фотоните и да се сместат во вакуумска цевка. Всушност, доктор Владимир Папонин, експерт за квантна биологија при Институтот за биохимиска физика во Русија, го докажува тоа со експеримент. Имено, сместувајќи ги фотоните во вакуумска цевка, тој утврдил дека тие се распрскани насекаде низ цевката. Но со вметнување генетски материјал, човекова ДНК во цевката, фотоните се прегрупираат во нова форма, па остануваат така и по отстранувањето на ДНК од цевката. Овој експеримент е наречен фантомски ефект на ДНК. Од ова се заклучува колку е големо влијанието на ДНК врз квантните честички на околината и може да се претпостави колкава е моќта на мислите кога тие свесно се насочуваат кон одредена замислена цел – визуелизација. Интересен е и експериментот што е направен во Америка со земање на примерок од ДНК од устата на група испитаници. Тој примерок бил ставен во соседната просторија, одделен од испитаниците. На испитаниците им биле прикажувани сцени од филмови што кај нив побудувале емотивни чувства на страв, љубов, среќа. Додека тие ги гледале приказните, во другата просторија била мерена електричната активност на ткивото на ДНК за да се утврди дали и колку таа реагира. Изненадувањето било огромно кога се утврдило дека, како што реагирал секој поединец, така реагирал и издвоениот дел од неговата ДНК. Во моментот кога тој имал силни емоции на страв, среќа и љубов, иста реакција била забележана и кај издвоениот примерок.
Ова ја потврдува моќта на мислите, што во моменти на силна емотивност влијае на промената на целата структура на клетките, како хемиска реакција и како последица од емоциите. Овој пример покажува како случувањата во околината влијаат на хемиската промена на телото, а со испитувањето на доктор Папонин се докажува како ДНК влијае на субатомските честички во надворешната средина. Огромна е моќта на човекот свесно да влијае со насочување на мислите и на тој начин да добие се што сака и не сака. Сите позитивни и негативни случувања се резултат на нашето свесно или несвесно размислување за одредени работи. Секоја работа што ни изгледала невозможно, а ни се случила, е токму природниот закон за привлечност. Секогаш кога свесно и со емоции сте размислувале за љубов, среќа, болест, тага и така натаму, тоа сте го привлекле. Постојат многу научни испитувања за законот за привлечност, од кои што може да се направи цела студија со докази за неговото функционирање. Огромна е моќта на свесното размислување на човекот, со која што влијае на средината на субатомско ниво, односно врз квантните честички. Тоа започнува од најситното, за да се дојде до посакуваното. Не постои нешто што не може да се оствари со мислите, колку тоа да изгледа невозможно и големо. Главниот виновник за тоа е најситната субатомска квантна честичка од што е создадено се. Секогаш кога квантните честички се поттикнати од нашите емоции, тие реагираат на нив со голема брзина и го прават тоа што емоциите го манифестираат, а мислите го замислуваат. Кога нашето внимание подолго време е насочено кон конкретна цел, тогаш субатомските квантни честички од енергија во постојано движење поминуваат во точно фиксирани елементи и веднаш застануваат, наоѓајќи се таму каде што тоа е насочено. Ова го прави нашата визуализација и имагинација при користење одредени информации од минатото или при некаква замисла за иднината. Задржувањето на една мисла во свеста подолго од 10 секунди создава закон за привлечност, пошто дури и со сите сили да се трудите да не повикате исти или слични мисли, тоа нема да ви успее. Првата мислена слика, задржана подолго од 10 секунди, со намерно насочено внимание, секогаш повикува втора слика од слична мисла, потоа трета и така натаму. Колку повеќе надоаѓаат слики од слични мисли, толку повеќе се зголемува вербата и надежта дека желбата е реално остварлива, поради што се добива голем ентузијазам и огнена желба. Ваквата ситуација ја принудува свеста добар дел од времето да го троши за оваа желба и таа прераснува во остварлива идеја. Секогаш, кога во текот на денот свеста ќе поверува дека тоа е остварливо, се будат силни емоции. Тие го менуваат хемискиот состав во телото и испраќаат електрични сигнали во мозокот до подсвеста за иницирање на уште посилна наредба за барање се повеќе комбинации на информации за остварување на целта, а вие несвесно станувате зависни од потребата за нејзино реализирање. Подсвеста е таа која што е прва активирана да изнајде безброј комбинации за да ви понуди многу идеи како да стигнете до замислената цел. Поточно да го изфилтрира, докаже и привлече она во што вие искрено верувате. Таа прва стапува во акција за решавање на проблемот. Многу е потешко да се согледа проблемот отколку да се реши. За првото е потребна фантазија, а за второто само вештина. Џон Дезмонд Бернал. За неа секој успех или неуспех е само проблем што треба да го реши, не правејќи разлика помеѓу доброто и лошото. Секогаш го добиваме само тоа што навистина силно го чувствуваме. Тоа што не го чувствуваме останува неутрално до моментот на активирање со посилни емоции и создавање нова хемија во телото. Не можеме да добиеме нешто кога имаме енергетски отпор кон она што не привлекува. Доколку не можеме да поверуваме дека нешто можеме да имаме, тогаш сигурно нема ни да го привлечеме. Секогаш кога постои огнена желба за точно одредена цел,
Информациите се движат кон вас со истата брзина, со која што вие се движите кон нив. Брзината секогаш зависи од зголемувањето или од намалувањето на огнената желба. При состојба на огнена желба, кога со сигурност и со силни чувства точно знаете што сакате, која е вашата желба и крајна цел, законот за привлечност реагира веднаш или по некое време со ваше свесно насочување на визуализацијата. Пријатните чувства секогаш создаваат позитивни вибрации што зрачат во околината и го привлекуваат сето она што има слична хемија. Законот за привлечност делува преку насочувањето на мисловната енергија, при што доаѓа до привлекување и поврзување на личности кои имаат мисли и копнежи, слични како нашите, и тоа влијание доведува да се сретнеме со тие личности. Се што ни се случува во животот е последица токму на она што го гледаме во нашиот внатрешен свет, за несвесно да го привлечеме. Така ние привлекуваме луѓе, настани и околности во хармонија со нашите доминантни мисли. Честопати ви се случило да се почувствувате пријатно привлечени од одредени личности. Ваквите луѓе се прифатени каде и да се појават и секој сака да биде во нивно друштво, бидејќи тие нивни вибрации се позитивни. Каде сме ние луѓето во сето ова, не познавајќи ја едноставноста? Секој од нас еволуирал во тоа што е денес, затоа што не ја применуваме едноставноста што ја создала природата и ја довела до совршенство. Ова чувство на привлекување што тие луѓе го побудуваат во нас се нарекува закон за привлечност на се што е од иста или различна природа, закон што секој може да го прифати и да го користи како упатство во животот. Само доколку верувате во тоа, ќе бидете пријатно изненадени од способноста за справување со критичните ситуации во вашиот живот. Учејте ги правилата, за да знаете да ги прифатите и да ги примените. Тогаш вашиот живот коренито ќе се промени и ќе ви се исполни се за што сонувате. Доколку ја научите и ја примените нанодианетиката како техника, ограничувања нема да постојат. Секој има моќ да ги контролира настаните и да не дозволи тие да го контролираат. Со оглед на тоа што законот за привлечност е толку едноставен за користење, нормално е да биде комплициран за објаснување за широка примена кај луѓето. Тоа може да се објасни единствено со нашата потреба постојано да ги комплицираме на едноставните работи во животот. Овој закон навистина е толку едноставен и него луѓето го носат во себе, иако не знаат како да го доведат до совршенство и како да ги користат придобивките од него.